Добро утро, Бранко. Утре по повод завршувањето на председателствувањето на Полска со Советот на Европската Унија во школка во градски парк во Скопје со почеток од 18 часот ќе се одржи концерт на Шопен, а токму утрово заедно со нас е, како што најавивте, Иван Трајковски, пианист, што ќе ги изведува неговите дела. Иван, добро утро и добре дојде во Македонија наутро. Концертот на Шопен е еден од многуте културни настани и активности што се реализираа изминативе 6 месеци. Зошто Шопен? Добро утро пред се на вашето студио, добро утро до гледачите и ви благодарам на поканата. Пред се, како што и вие кажавте, Полската амбасада поради 6-месечното председателство со Советот на Европската Унија организира концерт, иако нивните активности повеќе се во делот на политиката, економијата, дипломатијата. На крај на ова председателствување во сферата на културата организираат концерт инспириран од концертите, Шопеновите концерти, кои се случуваат во Варшава, традиционално секоја година, во Кралскиот парк, Лазенки, на кој што пианисти изведуваат композиции од Шопен. Што е на програмата? Што е оно што може оние што ќе дојдат утре во градски парк во школка да чујат од Шопен? Од богатиот опус на Фредерик Шопен имам издвоено бисери, што би рекол, како што се двете мазурки, опус 67 број 2, опус 17 број 4, сонатата, опус 58 број 3, едно ноктурно, опус 55 број 1 и херојската полонеза, опус 53. Иван, кога за прв пат вие се запознавте со делата на Шопен? Во мојот роден град, во Битола, Државното музичко училиште секоја година организира Шопенови концерти, така да тоа време на моите почетоци биле првите допири со овој великан на класичната музика и навистина многу убав спој, моментално и подсетување на тоа време, кога навистина преубав период во тоа училиште, каде што се запознававме со прекрасната музика на Фредерик Шопен. И сосема за крај да упатиме на покана до сите љубители на делата на Шопен, концертот ќе повториме утре во 18 часот на школка, влезоте слободно. Така, значи утре 21 јуни 18 часот во парк на школка ги покануваме сите да присуствуваат и заедно да уживаме во прекрасната музика на Шопен. Иван, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија наутро. Ви посакуваме успешен концерт, а инаку во моментов екипата на Македонија наутро се наоѓа кај Младинскиот културен центар во Скопје и тука е насликан мурал од познатиот полски уметник Пшемислав Блезик, познат како Сајнер, кој е дел од ова 6-месечно председателство на Полска со Советот на Европската Унија. Овој настан беше коорганизиран од Институтот Адам Мацкиевич како дел од меѓународната културна програма на председателството на Република Полска со Советот на Европската Унија во 2025 година. Сајнер е едно од најпрепознатливите имиња во современата улична уметност, познат по неговиот надреалистички стил, богати палети и импресивни мурали што го разубавуваат урбаниот простор во градовите низ целиот свет. Љубителите на мурали ќе може да го погледнат токму на ѕидот од Младински културен центар во Скопје. Бранко?